во Македонската академија на науките и уметностите ќе се одржи промоција на изданието Македонски дијалектен атлас од ризницата на картотеката лексички материјали. Јас ќе разговарам со еден од авторите, односно од авторките, професор доктор Веселинка Лабровска, дописен член на МАН. Добро утро и добро ни дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарност до Македонската телевизија што е секогаш тука за нас. Значи, како што најавивте, денес го промовираме Македонскиот дијалектен атлас од ризницата на картотеката лексички материјали. Тоа е првиот том од овој капитален национален проект од Институтот за македонски јазик. Најбитното е тоа што ги презентира македонските дијалекти на целата македонска дијалектна територија, а тоа значи не само во границите на нашата држава, туку и во Егејска и Пиринска Македонија и во границите на Албанија, каде што се зборува македонски. А она што посебно сакам да го истакнам, тоа е дека во овој том вклучивме и поранешни соработници и сегашни, што значи сакаме да го одбележиме континуитетот во работата врз македонскиот дијалектен атлас. Авторскиот тим е голем. Ако ми дозволите да ги набројам сите, значи јас и академик Маријан Марковиќ како главни уредници и автори на атласот, потоа почитуваните професори Коста Пеев и Васил Дрвошанов, потоа моите драги колеги од Институтот за македонски јазик, тимот од дијалектологија, професор доктор Еленка Стоевска-Денчова, професор доктор Светлана Давкова-Ѓоргиева и професор доктор Гуце Цветановски, помладите колеги Македонка Додевска и Дарко Томовски и нашиот соработник Ѓорѓе Геновиќ, а од Истражувачкиот центар за реална лингвистика тука се колегите Ангелина Панчевска, Сонја Миленковска и Давор Јанкуловски. Она што го истакнав за континуитет на поранешните и сегашните соработници, во атласот се вклучени и тројца починати соработници, тоа се професор доктор Аритон Поповски, доктор Маријана Киш и доктор Убавка Гајдова. Нивните карти ги преработивме и ги вклучивме за да ја покажеме таа континуирана работа врз македонскиот дијалектен атлас. 50 дијалектни карти, представени се скоро 400 населени места и според авторскиот тим што го кажувате, навистина убаво кажавте, капитално дело, деценијски работено и навистина честитки и заслужена добиена државната награда на целосниот авторски тим за ова навистина капитално дело, македонски дијалектен атлас, државната награда Гоце Делчев. Уште еднаш навистина честитки, заслужено, несомнено. Благодариме, да, државата навистина знае да ги цени вредностите во кои што се вложуваме себе си, а да верувате, значи навистина сме се вложиле себе си не само јас и мојата генерација соработници, туку и сите претходни соработници, начело со академик Божидар Видоевски, кој што е основоположник на овој капитален проект од Институтот за македонски јазик, а тоа е Македонскиот дијалектен атлас. Сега ќе се промовира, меѓутоа морам да ве прашам дали треба уште еден или уште второ издание или да речеме втор том, не знам како да го наречам, затоа што со вакви опсежни работи секогаш вие научници да кажувате дека треба уште повеќе. Се разбира дека ќе треба. Значи, тука сме, продолжуваме интензивно со работа. Не можам да кажувам рокови, бидејќи се работи за навистина обемна работна задача. Значи, картите се исцртани се 50 карти на цела дијалектна територија, но се дава и етимологија на сите зборови што се регистрирани на нашата територија, што значи дека навистина се работи за долготраен процес на создавање на еден том од атласот. Значи, овој првиот е лексички, се надевам дека ќе продолжиме и со лексички и друг тип на томови, а тоа значи фонетски, граматички и така натаму. Ова е институтско издание, доколку некој сака да го купи, каде во институтот? Значи, ова издание е во соиздаваштво на Институтот за македонски јазик, Крсте Мисирков и Македонската академија на науките и уметностите. Може да се купи во институтот. Се разбира, сакам да ја потенцирам овде извонредната соработка меѓу овие две врвни научни институции и се разбира и челните луѓе на двете институции, а тоа е нашата директорка,
професор доктор Елена Јованова Груевска и председателот на МАНУ академик Живко Попов. Секогаш кога има соработка на вакви врвни институции, се знае каков е и работата и каков е плодот. Промотор на денешната промоција е нашата драга колешка, професор доктор Лилјана Макариовска, дописен член на МАНУ, но исто така од Институтот за македонски јазик. Значи ќе прикажеме и дел од дигиталните ресурси што ги објавува Истражувачкиот центар за реална лингвистика. Ќе ги презентира доктор Давор Јанкуловски. Значи, ќе имаме едно опсежно представување на сите резултати што сме ги направиле на полето на диалектологијата. Професорке Веселинка Лабровска, навистина ви благодарам што директно се вклучивте во утринската програма, бидејќи веќе до 11 часот за час и половина треба да се знам дека се е подготвено, меѓутоа ќе биде промоцијата на капиталното дело македонски дијалектен атлас. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам и јас.